Она што повеќе мина од нас го очекува практично е премиерното прикажување на филмот Медена земја, за кој што поголемиот дел од публиката го нема гледано, а тоа ќе биде овозможено со помош на Македокс, кој што оваа година слави 10 годишен јубилеј, а започнува утре и ќе трае до 28 август. Но нема да биде прикажана само Медена земја. На Македокс годинава многу филмови од многу држави, многу содржини, многу музика, многу работилници, одбележување на земја во фокусот, проекции за деца. За се ова ќе зборуваме со нашите гости утрово. Велам добро утро и добре дојдовте за Петра Селишкар, главен селектор на Македокс, и за Нил Феро Селишкар, помошник во овој случај. Да. Добро утро и добре дојдовте. Петра, дали си подготвено за утрешниот почеток на Македокс? Па се надеваме дека да. Да, сме голема екипа и више 10 години го правиме ова. Значи 70 филмови, 100 гости од сите земји. Но ова година ептен сме горди дека имаме и 10 филмови од Македонија, што никош не сме ги имали. Значи за 10 македонски филмови. Ајде да започнеме со ред, да кажеме што ќе се случува утре на големото отворање. Отварање, голема чест ни е дека имаме филм за Пиџеј Харви, уствари филм на кој што Пиџеј Харви спрема својот албум, патувајќи низ регионот и низ земји у криза, војни и така натаму. Незин музички продуцент и автор на целава музика ќе биде цела недела со нас, Џон Париш, еден од најбитните британски глазбеники, кој што исто така ќе биде во жири на Moral Approach или награда за етични идеи, што имаме секоја година на Македокс. И со негов концерт ќе отвориме 10-тото издање. Филм и концерт нормално. Значи, случувањата на Македокс ќе бидат на стандардните места Куршумлијан и МКЦ. Да. Тоа се локациите на кои што ќе се случуваат и проекциите и концертите. Да, и да отпаши наман кај што ќе имаме изложба и работилници, значи се држиме до чаршија и МКЦ кој што беше 10 години наш партнер и поддржувач. Ги споменавте за 10 годишниот јубилеј, 10 македонски документарни филмови. Јас ја го спомнав Медена земја како филм кој што донесе најголем успех. Да, дефинитивно сите сме горди и мислам и треба се заблагодариме пред се на публика што го чекаше Македокс и на авторите што премиера токму на затварање на Македокс ке ја имаме. Мислам дека е исклучително голем успех за македонски филм. 3 награди на Санденс, и потоа мислам дека цела документаристична сцена малку и ќе се развие и у регионот, па и мислам дека повеќе внимание ќе се обрати генерално, му се обрати на македонски документарен филм. Кои други 9 македонски документарни филми? Значи имаме светска премиера на филмот, последниот филм на покојна Билјана Герванлиева, се вика Тетово Twilight, преубав филм за само да кажеме за публиката дека тој филм незиниот сопруг го доврши практично. Да, незиниот сопруг заедно со монтажер кој што исто така мислам дека Сашко Потармицевски, кој што исто така и го почнал со неја и сега го завршил. Ќе имаме изложба на тема раѓање, љубов, раѓање и смрт на нивниот живот у Даут Пашин Аман, што мислам дека исто така ќе биде многу посебно. Но покрај тоа имаме исто така Манаки на Роберт Јанкуловски, имаме Господјата од современа на Ана Лексовска, имаме 4 документарни филмови од наша школа
за урбани ликови, автостопери, музичка сцена у Македонија. И мислам дека тие 4 млади автори се работи за средношколци, се надмина себе си. И тие проекции ќе бидат у МКЦ. Ние одлучивме да уложиме наша енергија токму во тие нови генерации. Ете ви гледате дека сега више имаме 10 годишна како се вика тоа? Традиција, континуитет. Вола. Имаме филм Ритам на клавето, исто на Лидија Мосовска, исто наша копродукција со Black Dance од Далас театр. И Спасење, Никола Ивановски и на крај Медена земја, значи тие се 10. Тие се 10 македонски филмови. Но, годинава имате и во рамките на Македокс земја во фокусот, станува збор за Германија. Да, Германија ја одбравме, затоа што има 10 години по падот на Берлински зид, што е едно многу битно не само за Германија, него за цела Европа и цел свет, некој спој. И темата на фестивал Фокус ќе биде копродукција, значи како да се работи со земји во регионот или уопшто како да се копродуцира филмови. Мислам дека ќе биде работилница. Да, тоа е форум, се вика Копродокс, за прв пат ќе имаме представники од сите фондови од регионот, заедно со скандинавци, телевизии и проекти од регионот. И мислам дека тоа е нешто многу ново и интересно за Македонија. Тоа веројатно е и потребно затоа што во денешно време без копродукциска поврзаност тешко дека може да се направи нешто добро и квалитетно. Така што можеби ќе биде тоа поттик за нашите уметници, па и контакти со странците за да се направи нешто квалитетно во иднина. Можеби и за следниот Македокс. Да. Јас би го искористила присуството на Нил со оглед на тоа што кажавме дека од 23 до 27 во рамките на Македокс ќе има програма за деца и млади. Може ли Нил да ни каже што ќе има во МКЦ? Ќе има доганикалци како во Кршумљан што ни помагат Филмови нивни, нели? филмови. Добро. И во МКЦ. Башка исто Ќе има цртани филмови? да, и Кажи кои филмови? Има тука ќе има цртани за мали деца. цртани и филмови онакви За малце по-возрастни деца, за фамилија, нели? Мајки и татковци со деца и млади. Дали Нил имаш гледано некој од овие цртани филмови кои Да. што ќе бидат прикажани? Ќе имам гледано овие двајца што ви кажав, Добро, јас реков дека Овој? овиот. Добро. овој и овој. Сказна за лисецот што си го изгуби умот. Тоа е последниот што ни го покажа. Дали е тоа убав филм? Па да. Па да. А да речеме господинот Колбас и господица Јувка, Тие двајца се овие. тие двајца се тие, дали се добри тие Да. филмови? Ќе И ги повикаш овој? ли друга? Добро? И овој го имам гледано. Нема шанс. Да. Но. Тој веројатно е најдобар. Да, тоа е многу добро. Ќе ги повикаш ли твоите другарчиња и сите деца кои што сакаат да гледаат цртани филмови да дојдат на Македокс? Да. Да, од МКЦ ќе има, нели? Па исто и нивни мајки и татковци, пошто ги има и филмови за цели фамилии.
Нели? И тоа е цела причина дека ние заедно го правиме така за да можат сите да дојдат, и баби, и дедовци со своите И да се дружат. внуци, и се дружат. Ja. И онака во Куршумлијан ќе биде големо платно. И Куршумлијан многу е убав, нели? Да. И на некој И начин. филмот е подобро кога го гледаме на едно големо платно, отколку Да. дома на телевизор. Или на телефон. Без Да. везе. Да. А времето велат дека ќе биде убаво, ќе биде топло, ќе може да дојдеме во Куршумлијан и да си гледаме цртани филмови. У МКЦ се цртани филмови, у Куршумлијан Се надвор филмовите. се филмови Да. за сите, ама и у МКЦ има филмови од поглед на очите на кучето, например, не, како е да си куче, па има филм за како размислуваат деца за кој Господ е прав Господ или кој побитен. Има еден прекрасен белгиски филм, се вика Gods of Molenbeek. За малце поголеми од нив, како они ги гледат религија у светот. Се случува у Белгија, Така. кај што нели е многу мултикулти. Ајде да пред крај на разговорот само да спомнеме дека ќе има и концерти за време на Македокс, 10-тото издание. Станува збор за познати и признати имиња. Да. Имаме, значи, Джем Париш, што ни е изузетна чест, и затвараме Медена земја со Фолтин, кој што ја направи музика за Медена земја. Имаме и други концерти, Тони Китановски со трио и да, ќе има секој ден по нешто, нели, после филмови. Така, Што станува со наградите? Награди се нормално надпревар за Кромит, кој што не држи 10 години, и откриваме нови слоеви, нови ствари за Кромит, кои што ние некако на некој начин и најпрепознатлив надвор од Македонија. Бидејќи документарниот филм има и солзи, него сакат сите, а сегде е присутен. У секоја манџа, у секоја салата сегде, али не е толку битен, ама без него не можеме. И затоа и документарен филм, нели, зборува за тоа што сме ние, наш живот, живот на можеби многу посебни луѓе, али само луѓе. Само да споменеме дека премиерното прикажување на Медена земја ќе биде на затворањето на 28, а веќе од 29 ќе го пуштите во Да, иде од дистрибуција. Во дистрибуција и ќе можат да го погледнат сите љубители на документарниот филм, оние кои што нема да можат да дојдат на 28 или пак оние кои што навистина сакаат да видат зашто за какво дело станува збор. Да. Петра, јас ви благодарам што утрово бевте дел од нашата емисија. Ќе ги поканиме сите љубители на филмот, но и на добрата музика од утре до 28. Да, сите информации нормално има на вебсайт, исто така имаме апликација која што може да си симнете и за Android и за iOS, во која што има сите информации, трейлери, да подетално си погледнете програма што сме спремиле, бидејќи цела година подготвуваме ова една недела. И навистина достојно ќе го одбележите јубилеот. Јас ви посакувам многу успех, многу публика пред се на сите проекции и посакувам да се видиме на 20 годишнината на Македокс. Зошто да не? Фала многу. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од нашата емисија. Почитувани, ние продолжуваме со последниот преглед на утринските вести за денес.